Добро вечер, вие слушате радио канал 103, ова е емисијата Данси Макабре со своето 593-то издание. Ако некоја сте слушнале епизода од Данси Макабре во која рецензирам хорор филмови, тогаш запознаени сте со мојот концепт на постепено градење на листата на 50 најквалитетни хорор филмови во текот на годината, кој го елаборирам во последната календарска емисија од Данси Макабре, во која ги представувам 10 најзначајни филмови на годината и го бирам хорор филмот кој ќе биде синоним за 2024 година, така што моментално листата брои 35 филмови. Доколку сте заинтересирани за тековниот изглед, може да ја следите на мојот канал на Letterboxd, така што тоа значи дека има место за уште 15 на филмови на неа, за да се комплетира цифрата од 50, од кои веќе има филмови кои што се жедни за крв, кои имаат недостатоци, но со задоволство би заземале некое место на неа. Но јас ги чувам отворени тие места за во случај да изненади некој филм, например, како Херетик или како Носферату, кои што се во престојниот период најавени и се надевам дека ќе може да и погледнеме. Ќе видиме, се е во игра, но имам развиено традиција после Хелоуин да направам епизода од Данси Макабре со рецензирање на филмовите со кои бевме бомбардирани во октомври, за да се пополни предбожињата катаклизма која следува, но и да докажеме дека љубителите на хорор филмови гледаат жанровски филмови во текот на целата година, бидејќи не се туристи кои доаѓаат колку да се рече во жанрот за да се направат паметни, па затоа ова издание е насловено Секој ден е Хелоуин, за тие кои ги знаат естетските вредности кои поседува еден од најстарите филмски жанрови во историјата на филмот. Во негова чест издвојувам 13 филмови кои беа актуелни во овој период и ќе позборувам за секој од нив кои мрачни убавини пред се ги кријат во себе, со надеж дека можеби некој од нив ќе стане вашиот фаворит, кој би го откриле тука, или пак можеби би го слушнале моето мислење, за да го споредите со собственото, доколку сте имале можност веќе да го погледнете филмот. А емисијата ја започнавме со композициите The Emptiness Machine и Heavy is the Crown, односно две творби кои се наоѓаат на новото студиско албумско издание на Linkin Park, односно именувано From Zero. Станува збор за еден од најпопуларните new metal бендови, 8 студиски албум е ова, кој го издадоа по нивниот One More Light од 2017 година, со тоа што предпоставам дека веќе сте запознаени дека по смртта на Честер Бенингтон, еден од вокалите на бендот, Емили Армстронг од бендот Dead Sera, кој имавте можност да слушнете во рамките на оваа емисија, беше односно избрана да биде нов вокал на бендот. Албумот е издаден за Warner, односно Machine Shop, од кој ќе имаме можност за продолжение да слушнеме уште малтене двете најагресивни композиции, односно Casualty и Two-Faced, кои исто така го красат овој студиски албум повратнички на бендот Linkin Park. Данси Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност, оборот против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание на мала победа против шундот, апатијата и предрасудите. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечера имаме закажено полноќен танц со смртта по 593 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Во 593-тото издание на Данси Макабре на мене имаме 13 новопечени хорор филмови кои ги подреди во три групации. Најнапред ќе ви говорам за хорор филмови кои се потенцијални конкуренти за влез во топ листата на 50 хорор филмови на годината, а потоа и за филмови кои го заслужија пред се местото на неа. Не се подредени по редослед, затоа што тој ќе подлегнува на дополнителни промени со оглед на тоа што нови наслови ќе има можност да ги погледнам и да ги коментирам. За разлика од претходните неколку години, квалитативно послаба беше понудата за Хелоуин на хорор филмови, но тие што се избојуваат од баграта секако дека ќе ги слушнеме вечерва, а во масовната хиперпродукција во која се појавуваше буквално хорор филм секој ден, изгледа непотребно голем број на медиокритетни филмови од кои може да се научи како не се снима квалитетен хорор филм, односно дела за кои
Не вреди да губиме време да ги напоменуваме. Од досега изгледаните 205 хорор филмови за оваа година, така што убеден сум дека цифрата од 250 изгледани хорор филмови ќе биде атакувана од моја страна оваа година до крајот на декември, што сметам дека е многу здрава цифра за извлекување на најквалитетниот хорор филм на годината од оваа багра. Започнуваме со првиот филм, House of Spoils, режисерско остварување на Бриджет Севеч Кол и Даниел Круди, втора соработка на долгометражен филм помеѓу нив, односно Blow the Man Down, претходно го имам погледнато од нивната соработка, така што тој е првиот на кој што работеа заедно, меѓутоа имаат работено и на епизоди од ТВ серијата The Stand, новата итерација и на Moonhaven. Во House of Spoils прикажуваат компетитивен кулинарски свет, во кој шеф на кујна е заглавена да работи во туѓи ресторани и чувствува потреба да се осамостои и раководи собствен ресторан, каде ќе има комплетна контрола врз менито, ќе го диктира нејзиниот вкус, а таа можност ја нуди еден нејзин соработник кој одстапува мистериозна куќа, каде треба таа да сервира јадења за ексклузивни гости, само што духот на претходните собственици на куќата ќе го попречи патот до просперитетот. Сега, филмот е препорачлив за љубителите на Демени, Boiling Point, Chef, What You Wish For, особено корејскиот Hunger, односно филмови во кои во екстремни околности и под невиден притисок се тестира способноста на готвачите да сервираат јадења направени до перфекција, со тоа што House of Spoils се двои од сите нив, затоа што во драматуршката равенка го има надприродниот агенс, како непозната се разбира, кој и тоа како се вмешува во готвењето, најпрвен скапувајќи ги продуктите и потоа правејќи бројни препреки за екзекутирање на совршените деконструирани јадења кои ги приготвува шефицата и незината екипа, пред се глумена од Ана де Босе. Джим Вилиамс е композиторот на овој филм, Ерик Лин е кинематограферот на кој претходно има работено на Intrusion и Sound of Silence. Од филмовите кои ги имам гледано, го впрегнува контрапунктот помеѓу убавината на руралниот предел и предсестравичните прикази кои ги крие самата куќа. И премиера имаше овој филм на Fantastic Fest пред Blumhouse и Amazon да се фатат на дистрибутерското оро, а со оглед на нискиот квалитет на филмови на Blumhouse, лесно може да се установи пред се дека ова е еден од нивните најдобри за оваа година, за жал, иако за мој вкус мислам дека пропуштени се многу можности за доловување на грозоморни сцени за паметење, какви се дефицитарни, нели, во недоволно загреаната творба, кој има и проклетство, и вештерство, и проколната куќа, и духови, но не ги искористува сите во своја полза во една кохезивна целина. House of Spoils чека лош завршеток на годината, за да се најде на топ листата. Вториот филм за вечерва е The Platform 2, во режисерско остварување на Галдер Гастелу Урутија, односно снима продолжение на платформата и има уште еден филм кој се очекува оваа година од негова страна, односно Rich Flu, за грипот кој што ќе ги убива богатите. А со оглед на тоа што вертикалниот Snowpiercer и тоа како направи позитивни брандувања широм светот, продолжението на платформата беше објавено на Netflix, но не баш толку голема помпа и уште помалку се зборува за овој филм по неговото објавување, со оправдан сомнеж за драматуршките недостатоци, но и неоправданост на подигнатите очекувања кои се одлика на и гледачка неукостудена страна да се стават наспроти негледан филм, кој по секоја цена мора да го надмине оригиналот, што не треба да биде така, затоа што е ентитет сам за себе. Филмот нуди нова тура на протагонисти кои ќе се разбудат на различен спрат од вертикалниот затвор, во кој дознаваме дека во прашање процес кој претходи на случувањата во кецот, иако тоа не е експлицитно посочено, бидејќи се применува метод на солидарност, односно секој затвореник има избрано само едно јадење, кој би го јадал на платформата, но ненаситноста на човечкото око е безмерна, така што набрзо се покажува дека е безуспешен овој систем и се воведуваат чувари на поредокот кои колку што се грижат секој да го добие ветеното, толку се и диктатори, добивајќи фалоспев на божества и се создаваат митови за праучесници, како и за канибали кои се на дното, кои добиваат само трошки.
Филмот има неколку символични сцени кои допираат до магичниот реализам, каде завршуваат тие кои ги губат животите во кулата и се пресретнуваат со ликови од оригиналниот филм, пред да станат тоа што го знаеме во филмот, што не би рекол дека беше вешто реализирано. Грозоморноста, се извинувам, на преживувачкиот инстинкт е тука, сплетките и премолчените јадења од починатите учесници се витален дел од филмот, но со велот на мистеријата не може да се покрива секој чинител во кулата. Нема значителни чекори напред, подпирањето на оригиналниот филм е енормно и затоа сметам дека нема доволно нови именители за да се направи некаков невиден исчекор на конвенциите воспоставени од оригиналниот филм, за да има продолжение, туку ова е можеби верзија 1.5. Ајтор Ечебарие е композиторот, Џон Сангруинис е кинематограферот кој ги следи чекорите на Домингес од оригиналниот филм, на студената колор палета од првиот дел. Премиерата беше на Сан Себастијан и на Beyond Fest пред да се заборави на Netflix. Почнува да пати серијалот од проблемите на продолженијата, какви што ги имаше и Cube, но се надевам дека ако се продолжи понатаму, ќе се направи пауза од фамата и размисли добро каде ќе се насочи социокритиката и дека една идеја можеби не е сосема доволна за снимање на некое продолжение на платформа и убаво би било да се разгледаат сите можности за како да се збогати овој филмски серијал во тие продолжение. Третиот филм за вечерва е Френки Фрико, во режија на Стивен Костенски, најактивниот дел од друштвото Астрон 6, кој направи одлична кариера режирајќи ги The Void, Менборг, Father's Day, се извинувам, Leprechaun Returns, Psycho Gorman и учествуваше во ВХС антологиите. Негов предстоен филм е Dead Stalker, односно една епска фантазија која што треба да очекуваме од негова страна, значи секој филм е со себе засебен хорор поджанер. Сними хорор филм кој не баре заборавена видеокасета од 80-тите и 90-тите, односно најдена во видеотека помеѓу филмовите како што се Critters, Gremlins, Goonies, Ghoulies, The Boogans, работен со истиот дух на независниот филм и љубов кон специјалните ефекти, на кој Костански знаеме дека е еден од малкуте модерни мајстори, после тоа што го докажа во In a Violent Nature, например. Во Френки Фрико протагонист е еден, условно кажано, јапи, кој има прилично досаден живот, кој се базира на неговиот воркохолизам и сервилност на неговите предпоставени, па одлучува да се јави на еден хотлайн број во кој се рекламира еден гоблин дека нуди услуги за внесување на живот во секој осече битисување и таа живост треба да се случи благодарение на доаѓањето на малите нерани мајковси кои ршум ќе прават во животот на Конор со цел да го натераат да се опушти малку, ќе почнат да растураат по дома, ќе кршат се живо и диво, заменуваат ликовно уметничко дело со Платона која што пишува арт, односно внесуваат ентропија во подредениот живот кој што го има. Ако куклите од Psycho Gorman ги искористи за да сними забавен детски филм, тука ја задржува инфантилната наивност, но со цел возрастните да ги торпедира во 80-тите и покаже зашто куклите се незаменливи во хорор жанрот за нивно оживување на екран, односно таа наивност секако дека го прави филмот да биде блесав и несериозен, омекнувајќи ги неговите заби и насочувајќи го кон празноглава забава за цело семејство и топла препорака да се гледа во друштво. Блиц Берлин ја работи музиката, Пирс Деркс, кинематограферот на In a Violent Nature, се има помачено да направи блокинг за куклите во ентериерите и премиерата ја имаше на Fantasia и играше и на Split Film Fest, дистрибуирани од Raven Banner и Shout студиото на Scream Factory. Ако не се свати сериозно Френко Фрики, ќе понуди забава за сите, а ако се бара посериозен ангажман, ќе се трошат залюбно ќели на ова крвава комедија, односно на Френки Фрико. Така што ќе направиме тука една кратка пауза, односно во продолжение на емисијата го слушаме одличниот нов проект Neon Nightmare, кој го издадоа нивниот, ајде условно кажано нивниот, со оглед на тоа што еден човек стои за овој проект, Нейт Герет, односно студискиот албум именуван како Faded Dream, кој беше издаден за $20 spin, односно тоа е една
најблиска возможна реминесценција на сето тоа што тај по негатив и дружината, односно дружината на Питер Стил ја правеа во минатото, и баш поради тоа што имаме таа дупка од создавање на нови албуми од нивна страна по смртта на Питер, овој артист се вклучува да направи еден омаж на сето тоа што е квалитетно од тај по негатив и да произведе некаков си звук кој што е синоним, односно аналоген на тоа што веќе сме навикнати да го слушаме од тај по негатив. Така што од Faded Dream ќе имаме можност да слушнеме композицијата Lost Silver и They Look Like Shadows, а потоа ќе слушнеме еден бенд кој имавме можност да го гледаме во нашата држава, односно во МКЦ гостува пред неколку години и направи една незаборамна свирка, односно станува збор за бендот Thousand Mods, кои го издадоа нивниот нов студиски албум Cheat Death, издаден се разбира за Uga Buga and the Mighty Oog Recordings, петти нивен студиски албум. По нивниот последен, ако не се лажам, беше Youth of Descent, меѓутоа на овој албум исто така ги нагласуваат гранч и стонер влијанијата, со тоа што доколку имаме можност ќе ја слушнеме Gods and Hammer, односно прекрасната ритмика која што е прилично неправилна и соодветствува на овие поднебја, и Astral Odor и Speedhead, една брза композиција за да завршиме со овој сегмент. Така што уживајте во Neon Nightmare и Thousand Mods, и потоа се враќам во да ви говорам за преостанатите 10 хорор филмови за оваа емисија. Во 593-тото издание на Дансе Макабре би започнал конкретно во овој сегмент да ги представувам пред се 10 филма кои се составен дел од топ листата на 50 најквалитетни хорор филмови за оваа година, започнувајќи со четвртиот филм за оваа емисија, односно со VHS Beyond. Пред се представува тоа една хорор антологија која, искрен да бидам, не знам како успеаат секоја година на Fantastic Fest да имаат премиера со продолжение овој антолошки филмски серијал, но не секое продолжение па е вредно за напоменување, особено последните. И овој пат одлучено е дека ќе има една научно-фантастична централна тематика околу која ќе се одвиваат приказните во овој во кој што се разбира, конечно моземјаните повторно ќе бидат страшни. Кога ги најави авторите кои ќе ја работат антологијата, признавам дека кренав раце, затоа што сметав дека се земаат само популарни имиња во мигот, кои ги црпат своите 5 минути под рефлекторот, а не некои кои имаат квалитативна, предсе квалитетна кратка приказна и начин како да ја реализираат, односно погодна која би била за концептот, но убаво е човек да не биде во право понекогаш, и рамката на најслабиот дел од антологијата гласи Abduction, која работи поранешниот, според мене, погрешниот предси избор Джей Чил, кој прави некаков Mythbusters винјета прави за тоа дали е верна или не е видеоснимката, со неефективно задржување на вниманието. Помеѓу, впечатокот го поправа Сторк од Джордан Дауни, односно тоа е режисерот на одличниот The Headhunter, о кој ви говоре во емисијата. Според мене е еден од најдобрите фентези хорор филмови, кој вонземјаните ги прикажува малтене во зомбифицирана форма, и неговиот сегмент повеќе наликува на крволочна пресметка со нив која би ја виделе во некоја видеоигра. Мало разочарување доаѓа според мене од Dream Girl на Вират Пал, кој снима сегмент кој е многу близок до сирената од серијалот на Вингард, кој прави едно папарацо видео за популарна актерка, но е под нивото на антологијата според мене. Квалитетот е подигнато од Live and Let Dive, од Джастин Мартинес од Radio Silence екипата, одлично структурирано, започнувајќи со скок од авион и прогон во штарникот джиновски вонземјански инсект, а највпечатлив сегмент по кој јас лично ќе опамтам филмот е Fur Babies од Джастин и Кристијан Лонг, кои имаат снимено перверзна епизода во која луѓето се
чуваат како миленици во едно прифатилиште. Луциден, фаличен, ама дефинитивно незаборавлив. Stowaway од Кетрин Сигал, кој го напиша Майк Фленаган, ме разочарал невпечатливиот почеток, но се искупи кога протагонистката влезе во леталото со органските ѕидови, што беше одлично реализирано. Што повеќе сакате за филмот? $600,000, колку што изнесува неговиот буџет, колку што земаат и домашните филмови на нашите конкурси, или пак сепак останува да биде овој филм повпечатлив и поквалитетен од нив. Shudder и Bloody Disgusting го дистрибуира и откако ги направија продолженијата со фиксираните години, ми се допаѓа што се фатија со тематски одредници како поджанровски продолженија, за да се види кој како гледа на Вонземјани, на пример, ама една антологија е толку добра колку и незините парчиња, така што со изборот на авторите се детерминира и квалитетот на кој се цели. И се надевам дека пак ќе видиме Тјахјанто и Вингардовското друштво да се вратат на овој формат на антологија, без разлика на тоа што сега се проектирани, односно торпедирани во стратосферата. Петиот филм за вечерва е Азраел, во режија на Ил Кац, односно Иван Кац, режисерот на Cheap Thrills, кој им пишуваше сценарија на Адам Вингард и Сајмон Берет и екипата, односно на Мабелгор и режисерите од 2000-тите години, од кои сите се пробија, само не тој, кој работеше епизоди за серии како Scream, Channel Zero, Swamp Thing, Happy Leonard и негова комплетна серија е актуелната Teacup. Сајмон Берет му го напиша филмот, во кој има една голема препрека, а тоа е иземањето на говорот во една заедница во која се трга по Азраел, глумена од Самара Вивинг, која е во континуирано бегство, која ќе биде повторно заробена со цел да биде жртвувана на едно античко божество во овој свет по апокалипсата. Тоа значи дека снимателот на Новембер, Март Таниел, ќе може да се изнаснима прекрасни кадри во естонската дивина, без да биде земено вниманието на гледачот на говорот, што пак е голем проблем за самите актерки, кои мораат да пред на експресивен начин да ги доловат нивните намери, што секако дека не е тешкотија за Вивинг, која сме ја виделе во мојни улоги предходно, како го носи филмот на својот грб, барајќи од религиозните фанатици и пропратни чудовишта, да се отклонат од неа, како што тоа беше случајот, например, и со A Quiet Place, ако бараме некаков филм пандан на овој. Меѓутоа, ова е филм со минималистички пристап, која рафинира потерата и ја прави како есенцијален елемент во остварувањето, кој на најдиректен можен начин треба да резонира со гледачот преку подвижните слики во една чиста форма, ако може така филмски ја се изразам. Ризичен експеримент е пред се, кој некого ќе остави незаситен со редуцираните елаборации за светоградењето и сведен на рамниште на брканица. Музиката е на Тоди Гуднасон, а филмот имаше одличен фестивалски живот, започнувајќи од South by Southwest, па играше на Overlook, на Night Visions, Fantasia, Fright Fest, дистрибуиране на при одличната соработка која имаат воспоставено IFC во киносалите и Shudder на платформата. Survival, акционен хорор филм, кој не наоѓа начин како да ги сподели податоците за случувањата и доаѓањето до апокалипсата, но ако може да живеете со таа енигматичност и се препуштите на потерата и тензијата, како што беше, например, во земјанскиот No One Will Save You, не гледам причина истото да не го направите и со Азраел. Шестиот филм за вечерва е It's What's Inside, во режија на Грег Жардин, прв негов долгометражен игран филм, има снимено комични кратки предходно и работеше на неславната играна верзија на Cowboy Bebop, кој врз основа на впечатливата идеја на која се темели сценариото има добиено можноста да го сними филмот. Во It's What's Inside станува збор за збирање на друштвото пред да се венчава еден од нив, а на таа собиранка еден од ликовите Forbes, глумен од Дейвид Томсон од The Boys, носи машина со која започнува една игра на краткорочно заменување на идентитетите на учесниците, кои дознаваат какво е чувството да се биде во туѓо тело, меѓутоа тајните кои кријат еден од друг ќе водат да исплива на површина љубомората, гневот и одмаздолюбието, па штом започнат со реваншизам, тие кои би го загубиле матичното тело, не сакаат доброволно да го напуштат новостекнатото, што е потполно разбирливо.
Иако е научно-фантастична иницијалната појдовна точка, филмот прераснува во слешер штом почнат да паѓаат мртвите тела. Идејата толку е потентна што со својот надприроден карактер секој гледач ќе го заинтригира да дознае како ќе се резолвира делото. Меѓутоа проблемот е ехото односно одекот на сите филмови со плејада на ликови, кои и да се сведен исклучиво на нивните архетипи, е недоволно за да ги препознаеме и спознаеме, односно разпознаеме кога ги носат одлуките во туѓите тела. Така што постои опасноста да се подзагуби секој гледач кој не знае чие тело е под чија темпорална собственост. Ендрю Хјуит е композиторот, Кевин Флешер е кинематограферот кој има комплетна контрола над креирањето во интериерот на куќата, преполна со ликови, така што неретко работи двоплан, троплан и мора да мигрира од еден во друг лик во ордата. Филмот беше составен дел од полноќната селекција на Sundance и се прикажа на South by Southwest, од каде беше купен од страна на Netflix, кои направија една од малкуте работи и овозможија овој филм It's What's Inside да биде погледнат од милиони гледачи широм светот, докажувајќи дека е значајна идејата која се наоѓа внатре во делото, која оди еден чекор понатаму, например, од Perfect Stranger, концептот што постоеше со замената на мобилните телефони на пријателите. Седмиот филм за вечерва е Мац, односно станува збор за дело кое го режира Дейвид Моро. Тој е негов шести долгометражен игран филм, тоа е еден составен дел од бранот на францускиот екстремизам, започнат со Дем, па потоа го режираше, односно ремейкот на DI, и негови се исто така It Boy, Alone и King. Работи моментално на Other, односно станува збор за филм со духови кои се наоѓаат во родната куќа на протагонистот. Филм во кој Ромеин оди кај својот дилер да проба некоја си нова дрога, пред да се впушти во нажуркањето со своето друштво. Арно Ама, секогаш има едно Арно Ама во хорор филмовите, во овој случај се однесува на неговото пресретнување на една вознемирена жена која потполно ќе го смени текот на ноќта и го остави Ромеин во недоумица. Што ќе се случи со неа? Што ми ја остави дома, а куќата отворена? Таа нетестирана дрога на пазарот ќе направи од него едно од неколкуте заморчиња, од кои нема да се оддели камерата таа ноќ, така што три пати тоа како ќе биде лош за нив, губејќи ја постепено нивната свест, особено актерите кои впечатливо го глумат губитокот на контролата врз сопственото тело. Јас имам можност да режирам краток филм со симулиран еден кадар, па се соочив со сите можни тешкоти кои бараат одлична предподготовка и планирање, па можам да замислам колка главоболка предизвикувала потребата на Моро да биде филмот снимен во еден кадар, затоа што со тој проток на време несомнено дека драстично поголема е тензичноста на ситуацијата и неможноста за бегство на ликовите. Не е кој знае колку инвентивна идејата за зомбифицирање на деца на журка, тоа дури нашиот режисер Илија Пиперковски во неговата, односно во нашата кинематографија го реализираше пред многу години во краткиот Матасари, меѓутоа да се сними делото во еден кадар се порамнува со лудило затоа што има брканици со автомобили, масовни сцени, со континуирани можности за расипување на кадарот и снимање од почеток. Композитор е Натаниел Мекали, а Филип Лозано, снимателот на Reality Plus, односно тоа е краткиот филм кој ќе стане The Substance од Корали Фарша, како и Cobweb и Blood Machine се негови филмови кои има работено, е херојот кој ги има кадрирано сцените низ кои камерата го лови симнувањето во душевниот пекол на ликовите, кои можеби не се кој знае колку добро изградени, но нивната детеријација е неминовна и прилично крвава, каде секое вртење на камерата, излегување од кадар се искористува за вметнување на крв во тој кадар. Филмот беше прикажан на Fantastic Fest, Sitges, а Pulsar го дистрибуираат овогодишен инди хорор бисер, кој се надевам дека нема да биде заборавен како неговиот пандан Soft and Quiet од пред неколку години. Мац го врати Моро на врвот на француските екстремисти, движење кое му беше еден од неговите родоначалници со Илс, така што ова се адолесцентите во кои прераснаа насилниците во неговиот прв филм. Осмиот филм за вечерва е The Well, односно стана збор за филм на Федерико Зампаглионе, петти негов долгометражен филм по A Dream House Nightmare, потоа одличните Shadow, Тулпа и Морисон.
треба да се појави во документарецот Бенсон Лавит е Ил Немико. Одвоив љубов кон шпанската, француската, па сега треба да се најде внимание и на подзабораваната италијанска хорор школа, која, иако е светлосни години поддалечена од буџетите на славните денови на Бава и Ардженто, сепак има автори кои наоѓаат начин да ги снимат нивните страшни филмови. Еден од нив е и Зампаглионе, кој посветено работи на промовирање на модерниот италијански хорор филм, кој сними дело во кое Лорен Лавера, која ја знаеме од Terrifier, оди во италијанското село во една вила, каде треба да реставрира средовековна слика. Меѓутоа, со секое откривање на лик на сликата се повеќе навлегуваме во мрачниот мит кој го крие делото и пред се намената за која треба да се користи. Лорен веќе се докаже дека може да носи филм на незиниот грб, така што хероината е ставена во небрано и не е тешко да ја глуми таа позиција, а покрај незината реставрациона должност и временски притисок за комплетирање, се парализира една приказна за постоењето на заробеништво и насилник кој се изживува врз заробениците, паралелни действија кои противречат едно на друго, но режисерот ќе се обиде да ги вкрсти овие две наративни нишки, иако секоја нив влече кон различна естетика, едната од готска провиненција, другата од торчер хорор, но токму во таа спрега се крие и убавината на уникатната визија, спој на Тулпа и Шедоу во различни домени. Секако дека влијанието и разработката на проколнатата слика на овој филм не може да се мери со The Devil's Candy, например, од пред неколку години, но е посроден на некоја далечна алузија на делата на Бава во еден аспект, со агресијата од друга страна на филмовите на 2000-тите. Значи, буџетските недостатоци се на штета на творбата, тоа е неминовно, и премиерата на филмот беше на Сиджес, па се прикаже на Screamfest, Fantasy Filmfest и Greenfest, а дистрибутери се Uncorked, кои владеат малтене со пазарот на филмови со микробуџети, но овој филм се двои од нивната понуда поради естетските квалитети кои поседува, со аспирации да ги надмине финансиските рестрикции, што не е случај со останатите нивни остварувања кои има можност да и погледна. Колизијата на двете различни идеи ќе биде синоним за The Well, монтирани од Ерик Стран, човекот кој го монтираше Дони Дарко, кој се обидува да ги спои најдобро што може и се надевам дека ќе може да ги занемарите буџетските дефицитарности и погледнете преку нив во суштествувањето на застрашувачките идеи на Зампаглионе, со надеж дека некојаш повторно ќе се зголемат буџетите на италијанските филмови, кои нема да ги фрламе во бунарот на заборавот. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжението ќе слушаме најагресивните бендови за денес, започнувајќи со одличните Гајреја, односно тие го издадоа нивниот нов студиски албум, именуван како Кома, бенд кој што доаѓа од Порто, односно од Португалија, станува збор за black metal бенд, претходниот негов албум беше Мираж од 2022, издаден е Кома за Season of Mist, еден прилично моќен black metal бенд. The Poet's Ballad, односно композицијата која го отвора овој албум, ќе ја слушаме на почетокот на овој екстремен блок. Потоа следуваат моќните Ентеос, односно ги слушаме со композиции од нивното второ EP издание An End to Everything. Тие претходно имаат и 3 долгосвиречки изданија, меѓутоа ова е второ EP за нив, издадено за Metal Blade Records, станува збор за бенд од 2015 кој што функционира во Санта Круз, Калифорнија, значи технички прогресивен дедкор ако повеќе сакате, со моќен женски вокал, од кој ќе слушаме насловната тема An End to Everything и All for Nothing. И ќе завршиме овој екстремен блок со милениците на ова емисија, односно Fit for an Autopsy ги слушаме. Станува збор за бендот од Нью Джерси, еден моќен дедкор бенд кој го издаде нивниот нов албум The Nothing That Is за Nuclear Blast, седми долгосвиречки албум за овие њујоркчани после Oh What the Future Holds, кој имавме можност да слушнеме во оваа емисија од 2022 година, а од нивното ново студиско остварување ќе слушаме Hostage и Spoils of the Horde. По
га е реа Ентеос и Fit for an Autopsy. Се враќам во итер да ви говорам за преостанатите 5 хорор филмови од ова издание на Дансе Макабре, кое гласи Секој ден е Хелоуин. Последните 5 филмови за вечерва ќе започнеме со филмот кој ги помести границите на застапеноста на жанровскиот филм во киносалите, станувајќи MC-17 филм, односно unrated, нецензуриран филм со најголема кинозаработувачка, надминувајќи 84 милиони моментално долари за 2 милионскиот буџет, што му успеа на Terrifier 3, односно слешерот во режија на Демиан Леоне, кој претходно го има работено краткиот The Ninth Circle и Terrifier, потоа All Hallows Eve антологијата, Frankenstein vs. The Mummy и Terrifier 1, 2 и 3, и се разбира дека ќе работи на Terrifier 4. Тоа значи дека од 2008 година Леоне го турка концептот на кловнот арт, односно 15 години се мачеше да го стави во денешниот zeitgeist и да стане модерна хорор икона, со неговото инсистирање се разбира, која многу пати не успеваше да биде препознаена како таква во кратките филмови, односно од All Hallows Eve ми го привлече вниманието, но најважно е во право време да се појави прав слешер, што најчесто не се случува и многу има испукувања во празно, односно впечатливи слешери кои никому не му е грижа за нив, како што беше случајот на пример со Satan's Little Helper или Behind the Mask, односно Лесли Вернон, чии автори не инсистираа со нови итерации како што Леоне го правеше тоа и се обидуваше многу пати да допре до нова публика, буквално правејќи турнеи со филмовите Неваре опрашање е бенд, па по тоа 15 годишно промовирање на арт се искачи на крвавиот пиедестал. Во тројката пантомимичарот Силвино Арт го тероризира Майлс Каунти во мигот кога ќе одлучи да се облече како Дедо Мраз и да ги разнесе децата со своите подароци. Буквално. Најпрвин треба да знаете дека хорор филмот не треба да биде анемичен и безбеден, не, треба да биде грозоморен, никој да не биде безбеден и да не се чувствува безбедно и да нема скрупули кои ќе го цензурираат, така што Terrifier со години докажуваше дека може да се снимат култни хорор сцени кои ќе ги тестираат стомаците на гледачите, како што е прекрасното расчеречување во првиот или пак обесполувањето во вториот. А во третиот можам да напомнам дека сцената во тоалетот ми е, односно во вецето ми е од тој ранг, затоа што знам дека е смрт да се снима со моторна пила и да биде тоа убедливо, така што одлично што го обоија вецето црвено. Девид Хауард Тортон е човек со 1000 експресивни гримаси за кловнот арта. Лорен Лавера, која втор пат ја поменуваме ова емисија, е модерен скрим квин. Голема благодарност што момчето кое преглумуваше, беше сведено на парчиње, со тоа што престана да му штети на серијалот со лошата негова глума, и со самиот факт што Леоне ги одби сите големи студија, се со цел да го, тие има намера да го финансираат филмот, меѓутоа самиот ги прифати да ги работи ефектите и има на тој начин комплетна контрола ако сака некоја провокативна сцена да сними, без некој да му седи над глава и да му дише во врата, така што извојува победа за независниот хорор филм на секаде, за која се надевам дека ќе бидете свесни за тоа, снимајќи го еден од најзначајните божични хорор филмови, после се разбира епизодата An All Through the House од Tales from the Crypt или па Silent Night, Deadly Night. Уште едно добро дело направи Леоне снимајќи го видеоспотот Art of Dying на бендот Ice Nine Kills, каде видовме Wall of Death со Боздогани за прв пат во историјата. Без разлика што нема доволно експликација за задгробните мотиви и надприродните аспекти на убиецот, кој ако сака да има продолжение, мора да ја победи и смртта и да стане бесмртен. На еден или на друг начин се разбира. Филмот беше културолошки јарбол за 2024 година, кој е синоним за сите жанровски автори кои имаат смелост да се дрзнат да снимаат крвав хорор филм и без цензура да го пуштат во кино, што е еден невиден преседан. Джордж Стаубер го снима на морфни леќи ова продолжение,
а Пол Уајли ја компонира музиката. Фантастик филм и Сиджес беше прикажан на овие фестивали пред да заврши на нашите киносали. Продуциран е од Бред Мишка од Bloody Disgusting, кој од првиот филм има доверба во Леоне. Пожиќената нишка му ја даде потребната свежина на серијалот, па се надевам дека со наредниот ќе ја затвори сагата за кловнот арт, кој има конкуренција во киноблагајните од еден мултимилионски кловн од DC, например, ама народот знае што сака да гледа и го избра арт наместо него. Десетиот филм за вечерва е Мистер Крокет. Стана збор за режисерско стварување на Брендон Еспи, прв негов долгометражен игран филм. Претходно има работено кратки кои што исто така се жанровски филмови. Снима филм за афроамериканска верзија на Мистер Роджерс и неговата Won't You Be My Neighbor, односно детска забавна рекреативна програма во која се крие еден демон кој поседува преку неа во реалноста и ги вовлекува децата гледачи во неговиот безизлезен свет. Една мајка се обидува да се спротистави на ентитетот и неговото излегување помеѓу реалностите се извинувам. Хулу секоја година има нивен серијал на филмови кој гласи Хулоуин во октомври, кој секоја недела објавуваат кој полош филм, како што беше случајот со Carved сниман во Бугарија или пак Hold Your Breath со Сара Полсон. Меѓутоа овој филм се издвои од другите бидејќи се држеше до естетиката на сериите филмовите од 80-тите и 90-тите со главен фокус на создавање на забава за афроамериканци кои ќе може да се препознаат со нивниот забавувач, така што на секој можен начин е црнечки полтергејст, експлоатирајќи ја детската наивност и стимулирајќи ја нивната имагинација. Директор на фотографија на е авторот кој што има работено на Appendage, односно Павел Робинсон, кој што се подпира на ширеноликиот колорит кој го има детските серии и го первертира како се влегува во хорор доменот, како што например Клаусон во Outer Space тоа моќно го прави во минатото, а Алекс Винклер е композиторот на ова дело. Пред да заврши на Hulu имаше премиера на Screamfest овој филм. Пришествите монструми беа пострашни тука отколку на Five Nights at Freddy's, иако порезигниран беше во хорор тропите овој филм за да се издвои и стане порадикален и попечатлив, сепак ќе се гледа на Дизни, што е најголема мана на делото. Интригантен е начин на кој што се портретира Мистер Крокет, кој бил злоупотребуван како дете, кој како возрастен треба да забавува несреќни и злоупотребени деца и да ги повлече во неговиот свет, односно да манипулира преку слабостите на кои самиот бил жртва, ставајќи го филмот во категоријата на првата сезона на Channel Zero или I Saw the TV Glow, за кој што ви говорев неодамна, и кој исто така тематизира проклета детска ТВ серија и не смее тука да се заборави домашниот кошмарен пандан, чудовиштата во нашиот град и црниот нер, кој што ги предводеше. Мистер Крокет е убав гейтвей хорор филм за најмладите и најстарите гледачи. 11-тиот филм за вечерва е The Soul Eater, односно во режија на Александре Бустилјо и Жулијан Маури, великаните на францускиот екстремизам кои ги снимија филмовите Inside, Live It, Among the Living, Leatherface, The Deep House и Кандиша. Нивно е сценаријато на арктичкиот Under the Ice, кој треба да биде престојно сработен. Великаните на европскиот хорор филм задаваат удар со делото во кое се случува двојно убиство во рурален предел во Франција, каде новодојдениот детектив треба да се справи со потенцијалното митолошко предание за постоењето на чудовиште кое ги изведуваат зверствата. Режисерите многу добро знаат дека ако веќе се вметнува над природно битие, тогаш потребно е да изгледа впечатливо, така што рогатиот звер и тоа како е добар избор за застрашувачки носител на творбата, како што например Кандиша беше пред него, така што играат малку на сигурно со проверениот концепт, наместо да понудат нешто пооригинално и порадикално, но од секојаш ги бивало да оркестрираат и пред се да акцентираат на познати концепции со подигнување на повисоко равниште, модернизирајќи ги и облевајќи ги со многу повеќе крв. Некои од
моите колеги го напоменаа дека содржал на хрони застрашувања, иако мислам дека вон временски се преданијата за монструмите во шумата и тероризирањето на руралните места, кои може да се прераскажуваат до немајкаде, доколку се поседува доволен свеж пристап за поигрување со овие конвенции, како во случајот со овој филм, или пак со другото француско ремек дело The Tall. Овие два филма, како и расказот кој што го имам напишано во Морбидизам, односно Сатанайл, ја искористивме истата премиса за чудовиште во рурален предел со идентичен, малтене пресврт, каде не се работите така како што изгледаат на почетокот на делата. Симон Рока е кинематограферот кој му дава застрашувачка димензија во кадрите на овој монструм, а Бекстер се разбира дека го монтира францускиот хорор филм, композитор е Рафаел Геска. Филмот имаше богат фестивалски живот, започнувајќи од фестивалот во Ротердам, па Герардамер, во Брисел, на Night Visions, Fantasy Film Fest, Fantasia, Spread Film Fest и многу други. Phase 4 го продуцираат, Амазон го дистрибуираат. Бустилја и Маури секојаш ќе сметам дека се виновни, што во 2007 година ми демонстрираа дека европскиот хорор филм може да биде посмел од американскиот и да покаже нескротлив авторски потенцијал. Па затоа сметам дека се двигатели на квалитет, кој, иако недостижен е за од Inside пред се, сепак во The Soul Eater ги повторија лекциите кои сите модерни хорор режисери треба да ги учат од нив, доколку сакаат да создадат стравично дело. 12-тиот филм за вечерва е Dog of Chucky, реализиран од страна на режисерот Томи Хадсон, односно негов трет долгометражен филм после играниот The It и документарниот Welcome to the Hell, односно The Making of Tales from the Hood, сценариста исто така и на хорофилмовите Animal и Truth or Dare. Така што фрлив еден документарен филм на листата, затоа што сметам дека не смее да се занемари и таа форма, затоа што ќе ни овозможи да погледнеме зад маската, односно да дознаеме што се случувало за време на снимањето на филмовите, како што е и пред се односот со овој документарен филм со едно епско време траење од 5 часа, кој може да се сегментира и на 5 дела и прикаже како засебна ТВ серија, ама авторите одлучиле да се консумира во еден здив, па затоа препорачли во еден викенд да се дружите со малиот убиец кој му е посветен филмот, односно ова е документарен филм за Чаки и неговото појавување во оригиналниот серијал Child's Play и потоа филмовите како Bride of Chucky, Curse of Chucky, Cult of Chucky, со тоа што сметам дека е слабост на творбата, која има за цел да биде импозантно истражување на сите инволвирани во снимањето на и од актерската и од техничката екипа продолженијата, а сепак да не се посвети внимание ниту на ремейкот со Обри Плаза кој беше солиден, ниту на ТВ серијата која крши нови стигми во своите 3 сезони, која искрено бидам погледањето на документарниот филм доби желба да ја продолжам, затоа што се изглупира и ги објавува на делови, на парчиња, беа паузирани за време на ковид пандемијата, така што се соочија со бројни неконзистентности, што доведе на мојот личен губиток за интерес недела за недела да чекам нова епизода на Чаки, иако првите 2 сезони ги имам изгледано. Да се вратиме на епохалниот документарен филм, кој ако сте растеле со Чаки секако дека е задолжителен за гледање, затоа што од Бред Дориф до Фиона Дориф и сите помеѓу, вклучувајќи и незаменливата Дженифер Тили, се разбира и Џон Вотерс даваат интервјуа, па дури го имаат собрано и Том Холанд да со јасни индикации говорат против неговото свое главогледиште на првата итерација на Чаки, односно на Child's Play, како и предавањето на серијалот на Дон Мансини. Чаки добива поотворен пристап за играње со хумореската и свој коментар на ЛГБТ заедницата на која што Мансини е составен дел. За мој вкус сметам дека ремек делото на серијалот е Bride of Chucky, кој го режираше Рони Ю, кој го донесе пред се потребното акционо секвенционирање од конконшката сцена и насуството кое фалеше претходно и секако комичноста која е ненадминлива, како што е, например, мастурбирањето на Фангорија или па прекрасното кршење на стаклото на огледалото на будоарот и куклениот секс кој што следува потоа. Сметам дека е крајно неквалитетни се продолженијата кои што следуваат, како што е и тоа во кое што учествува Фиона и компанијата
неизина ги пумпаат дека се некаков исчекор, но не сум љубител ниту на CGI, мазните лица на чакиевците, ниту на неинвентивните сценарија, затоа и сакав да погледам докаде се дојдени со самата серија. Овој документарен заедно со Living with Chucky, мислам дека доколку ги погледнете заедно и ќе добиете една јасна слика што го оживува ова кукличе со духот на серијски убиец во него. Од рангот на овој документарен филм, секако дека тука се и Crystal Lake Memories, особено Never Sleep Again мора да се напомене, односно тоа се документарни филмови и за Джейсон и за Фреди, но и Чаки заслужува да влезе во пантеонот на овие слешерски икони, со тоа што овие 5 часа може да ги погледнете на хорор стриминг сервисот Shudder. 13-тиот филм за денес е Your Monster, во режија на Керолин Линди, актерка сопруга на режисерот на Навални, која му приоѓа на хорор жанрот од страна на романтичните комедии и во тој амалгам прави специфични дела, која го режира првиот неизин долгометражен игрен филм. Претходно ги има кратките Aspirational Slut, Kindred Spirit, With You, како и истоимениот краток филм на кој се базира долгиот, во кој актерката Лора Франко, глумена од Мелиса Берера, тешко доаѓа до саканите актерски дострели и во таа незавидна професионална позиција се пресретнува со чудовиштето, кое останало да живее во плакарот на незината родна куќа, кое се навикнало да живее таму и сака да го остави на мир и да се оцели Лора од неа, меѓутоа таа ќе го направи спротивното, односно ќе се заљуби во него, само што тоа е интерпретација на незиниот внатрешен гнев, кој во неколку наврати ќе биде ослободен надвор од домот, за да се одмазди во име на неговата создателка. Неспорно е дека Каролин има смисла за хумор, што може да се заклучи од кратките филмови кои ги имам јас лично погледнато од неа, меѓутоа хорор жанрот е само зачин кој го употребува во незините романтични комедии, што се надевам дека винина ќе продре повеќе во хорор аспектите, наместо да метнува тропи во чик флик контекст, како што во минатото имаше комични хорори и хорор комедии, односно филмови кои се темелеа на комедијата со хорор зачин или по филмови кои беа крвави хорор филмови со комични ситуации, така и тука може да се направи жанровската хибридизација од првиот тип, каде хорор конвенциите се во служба на романтичната комедија и заљубувањето на принцезата од зверот, односно Bride of Frankenstein во Зверот од убавицата и зверот, ако повеќе сакате. Вешта е примената на отелотурувањето на потиснатото и таа самољубов е потребна за актерката да стекне да ја стекне загубената самодоверба која што има. Негов овогодишен пандан е Лиса Франкенштейн од Зелда Вилијамс, која на сличен начин создава жанровска легура. Вил Стоун е директорот на фотографија на Candyland, кој што го снима раскошниот бал, но и клаустрофобичниот шкаф во домот. Композиторот на Pearl, Тим Вилијамс, ја прави музиката и филмот имаше својата премиера на Sundance и беше награден од публиката. Потоа се прикажен во Брисел, Motel X, Split Film Fest, Nashville, Sitges, Sun Valley, а дистрибуиран е од Vertical Entertainment. Your Monster е љубовен хорор филм за пронаоѓање на идеалниот партнер во зверот на подсвеста. На листата на опасни седмици, јас така ги нарекувам, односно филмови кои се на чекор да завршат на топ листата на 50 хорор филмови на годината, се наоѓаат филмови од различен поджанр, на кои ако сте љубители на поджанрот, сметам дека задолжително е да ги погледнете. Меѓутоа не ги вклучувам на неа се уште. Mind Body Spirit е еден found footage хорор филм кој што исто така се вметнува словенската митологија за некое чудо. Потоа The Red List е вампирски хорор филм од модерно доба, каде што има и комични елементи, меѓутоа и coming of age елементи на едно семејство кое што се справува со вампиризмот. Потоа Woman of the Hour на Кендрик, може исто така да го погледнете, еден трилер, каде што се базира на гостувањето на серијски убиец на едно ТВ шоу, што се случило и во реалноста. Потоа The Silent Hour може да ја препорачам, уште еден трилер, каде повратник на овој жанр е Брет Андерсон, кој што сними крими трилер со лимитирањето на
сетилата што стана негова силна одлика на протагонистот пред се и од неговите претходни филмови. Сега од тука го имаме Daddy's Head, ако сакате да погледнете уште еден малтене монструм со кој што е некакво олицетворение на губитокот на родителот, и уште еден трилер Кедо Лейк, кој си поигрува со научната фантастика и шенеровските тропи од неа. Денес имав можност да ви говорам за 13 филмови кои беа вклучени: Your Monster, Doc of Chucky, The Soul Eater, Mr. Crockett, Terrifier 3, The Well, Mads, It's What's Inside, Azrael, VHS Beyond, Frankie Frico, The Platform и House of Spoils. На крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои се наоѓаат на новото студиско издание на Попи, уште една миленичка на оваа емисија, која го издаде нејзиниот 6-ти долгосвиречки албум именуван како Negative Spaces, после нејзиниот претходен албум Панкерскиот Зиг од 2023 година. Negative Spaces издание на Sumerian Records, еден молтене джукбокс албум кој што збира композиции од најразличен жанр, меѓутоа ние ќе се фокусираме на композициите кои што е истакнат индастријал, односно синтвейв влијанијата кои ги поседува во нив, со тоа што продуциране од страна на Джордан од Bring Me The Horizons. Така што од овој албум ќе имаме можност да слушнеме, се надевам, Have You Had Enough, The Cost of Giving Up, They Are All Around Us и Crystallized. Ќе завршиме со оваа композиција од албумот на Попи. Јас сум Зlatko Јелевски и го затворам 593-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Дојареното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Чао!